Болест што имам се вика Паркинсова болест. Неизлечива, меѓутоа мора да се живее. Јас сум доста физички тежок, имам околу 90 кила, 85 до 90 и не сум лесен за манипулација. Тоа неколку пати ми помогна од лоша ситуација на паѓање да без некои последици по мене да дојдат најбрзо можен период од највеќе пола сат да помогна да станам и да се санирам во состојбата која ми захтева екзистенција и живење. Сам притисокот на него доаѓа од брзо ковче, персоналот кои што се јавуваат, прашуваат што е состојбата и одма доаѓаат до сега 2-3 пати. Во текот на овој период има дојдено без некои последици по мене. Операторите се лица кои што се обучени, кои што знаат како да искомуницираат со старото лице, да направат соодветна проценка и согласно тоа што ќе се каже по телефон, што е тоа што како информација ќе ни го даде корисникот, лицата по протокол одлучува дали се праќа екипа на терен, дали паралелно се праќа и наша екипа, меѓутоа се јавуваме и на итната медицинска помош, бидејќи она што ние го правиме, да нема забуна кај граѓаните, е всушност домедицинска помош, односно прва помош. Најчесто лицата паѓаат во својот дом и тоа обично се случува во вечерните часови. Тоа се периоди кога тие лица кои што живеат сами нема како да побараат помош, а кога има пат во домот, многу е важно времето во кое што е пружена помош. Колку подолго време е потребно да се пружи помош, толку последиците се полоши, така што многу е важно брзата интервенција. Исто така причини поради кои што е наша екипа излегувала на терен, односно каде што имала состојби на итност, мозочни удари и проблеми со крвниот притисок. Тоа се всушност и, да речеме, едни од најчестите заболувања кај граѓаните во таа возрастна категорија. Во било кој дел од домот, каде и да падне корисникот, звучникот е толку сензитивен да не мора ни да зборува гласно, телефонскиот оператор ќе го слушне. Тоа се всушност бенефитите на овие уреди. Многу често знаат да го стиснат копчето тогаш кога имаат потреба со некој да поразговараат, тогаш кога не се чувствуваат баш добро, меѓутоа не станува збор тоа за итна или животозагрозувачка состојба, туку едноставно имаат потреба да побараат совет и слично. Се надеваме нормално дека во блиска иднина ќе може да биде достапна и за останатите граѓани од